До Европската медицинска агенција вчера 2 вакцини за COVID-19 беа поднесени за така наречена итна постапка за одобрување, и тоа онаа на Pfizer и BioNTech и вакцината на Moderna. Според најавите, одобрувањето на овие 2 вакцини би требало да биде во текот на овој месец, со што веќе до крајот на оваа година на пазарот на Европа би имало одобрени и лиценцирани вакцини за COVID-19, вели за Алфа председателката на Комисијата за имунизација Александра Грозданова. Обично ова одобрување од страна на агенцијата трае по 270 дена, но поради лошата слика со пандемијата се одобрува по итна постапка која трае 14 дена. Дополнително, овие 2 вакцини се во постапка за одобрување во Агенцијата за храна и безбедност на САД, вели Грозданова, каде исто така се очекува во следните недели да бидат одобрени. Во меѓувреме, одобрена е првата вакцина против коронавирус во светот. Велика Британија стана првата земја која ја дозволи употребата на вакцината на Pfizer. BBC пренесува дека вакцинацијата може да почне за неколку дена. Британскиот регулатор објави дека вакцината, за која според последните истражувања има 95% ефикасност за заштита од коронавирусот, е сигурна за дистрибуција. Обединетото кралство има нарачка од 40 милиони дози, а со оглед дека секој мора да прими по 2 дози, тоа ќе биде доволно за 20 милиони жители, а дополнително ќе бидат достапни уште 10 милиони дози. Доколку САД дозволи итна употреба, Модерна е подготвена до крајот на годината да произведе 20 милиони дози. Кај земјите од регионот, во Србија се очекува почетокот на имунизацијата да започне за 14 дена, со оглед на тоа дека до крајот на неделата ќе пристигнат 20 дози од руската вакцина Спутник 5, кои ќе бидат подложени на испитување. Доколку се е во ред со руската вакцина, 2 недели подосна во Србија би пристигнале 10.000 дози. Србија, како што е најавено, прво ќе ги вакцинира лекарите, полицајците и војниците, а вакцината нема да биде задолжителна. И во Македонија, според председателката на Комисијата за имунизација Александра Грозданова, вакцината ќе ја прими само оној кој што ќе сака, а трошоците во целост ќе ги покрие државата.